Почитуван министер за образование и наука при владата на Република Македонија господин Арбер Адеми. Почитуван министер за култура при владата на Република Македонија господин Асаф Адеми. Почитуван председател на Македонската академија на науките и уметностите академик Таки Фити. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи професор доктор Никола Јанкуловски. Почитуван национален координатор за култура господин Роберто Лагјозовски. Почитувана деканка на Филолошкиот факултет Блаже Коневски професор доктор Анета Бучевска. Почитувани директори на националните институти, Институт за македонска литература, Институт за национална историја, Институт за фолклор и Институтот за културно наследство на албанците. Почитувана председателка на Советот на град Скопје, доктор Љубица Јанчева. Почитуван координатор на одбележувањето на јубилеот на Институтот за македонски јазик, професор доктор Гоце Цветановски. Почитувани професори, научници, почитувани колеги и колешки, почитувани присутни. Добре дојдовте на овој голем и значаен ден кога одбележуваме 65 години од основањето на Институтот за македонски јазик Крстен Исцирков. Добре дојдовте на првиот ден од третите отворени денови на Институтот. Дозволете ми на почетокот да им упатам. Дозволете ми на почетокот да им упатам неизмерна благодарност на основоположниците и на сите пензионирани кадри на Институтот за македонски јазик за визионерската моќ, поставеноста и пожртвуваноста во развојот и растежот на оваа институција. Почнувајќи од првиот директор, Крум Тошев, потоа неповторливиот долгогодишен прв човек, доктор Трајко Стаматовски, преку исклучително борбената директорка, доктор Олга Иванова и нивните следбеници, доктор Васил Дрвошанов, доктор Марија Коробар-Белчева, доктор Снежана Веновска-Антевска, доктор Лилијана Макариовска. И ќе ги спомнам и вршителите на директорската функција. Доктор Мито Аргировски, доктор Веселинка Лабровска, доктор Елка Јачева Лучар, доктор Гоце Цветановски и доктор Мерицу Балевска. Трасирани се патиштата на институтот, а чекорењето по нив продолжува по новите предизвици на општественото живење. Да се подсетиме. Институтот за македонски јазик Крстен Исцирков е основан во март 1953 година, пред 65 години, со задача сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Во текот на изминативе години институтот, како дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, постапно израсна во значајна научна институција во која што се работи на големи фундаментални проекти и се вршат значајни научни истражувања. Оттаму, неговите резултати се следат со внимание и респект од домашната и светската научна јавност. Во своето постоење, Институтот за македонски јазик израсна во светски центар за изучување на македонскиот јазик, а преку трудовите што се појавуваат во минатиот период во еминентен славистички центар. Кога зборуваме за дејноста на Институтот за македонски јазик, не може а да не споменеме дека тој имал и има плодна соработка со голем број научни и други институции во рамките на Република Македонија и надвор. Институтот во рамките на универзитетот, а особено преку активното партиципирање во работата на семинарот за македонски јазик, литература и култура, има соработка со најпознатите светски слависти. Многу од нив, поттикнати од материјалите што се сместени во богатите картотеки на институтот, го истражуваат македонскиот јазик или спроведуваат компаративни истражувања на македонскиот со другите јазици. Резултатите од научната дејност на институтот се вреднувани со највисоките општествени признанија,
меѓу кои орден заслуги за народ со златна звезда, награда Агној за творештво и работа, награда 11 октомври Повелба на Република Македонија, наградата 13 ноември, наградата Гоце Делчев за работа. Институтот за македонски јазик од своето основање до денеска неуморно работи над најзначајните национални проекти, што резултира со илјадници објавени страници во Речникот на македонскиот јазик, Правописот на македонскиот литературен јазик, Речникот на јазикот на народната поезија, Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи, Толковниот речник на македонскиот јазик, Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, Македонскиот дијалектен атлас, Речникот на презимињата кај македонците, Речникот на имињата населените места во Република Македонија, Речникот на антропонимите во македонското народно творештво. Денеска во институтот се работи над неколку важни проекти за македонистиката, иако веќе 9 години нивното финансирање е прекинато. Во меѓувреме излегла од печат Толковниот речник на македонскиот јазик во 6 тома и беше награда со највисоката државна награда и подновениот Правопис на македонскиот јазик. А деновиве се објави 13-тата свеска од речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција. Ова е само дел од богатата издавачка дејност на Институтот за македонски јазик, која ја сочинуваат следните едиции: посебни изданија, стари текстови, јазикот наш денешен. Редовно излегуваат списанијата македонски јазик и македонистика, а за чести е изборниците од научните собери. Подлога за научните истражувања е собраната граѓа во богатите картотеки на институтот, како дел од нематеријалното културно наследство. Наша цел е со помош на Министерството за култура да го дигитализираме, за да го зачуваме за идните поколенија. И Универзитетот Свети Кирил и Методи ја поддржа акредитацијата на постдипломските студии по македонистика со комуникологија на Институтот за македонски јазик како своја придружна членка. Од првата генерација постдипломци до денеска во институтот магистрираат вкупно 26 од запишаните 54. Со студиската програма македонистика со комуникологија се образуваат кадри кои можат да ги задоволат потребите во повеќе сфери на општественото живење. Кадар во наставно-образовниот процес на сите рамништа, од основно до високо образование, научен кадар за Институтот за македонски јазик, но и за средни институции, високо обучени лекториоспособени за јазична редакција на стручен текст од повеќе области, новинарски кадар за пишаните и електронските медиуми, кадар што може да биде одговорен за медиумско покривање и информирање на разни државни и приватни институции и слично. Голем број од постдипломците се вклучени во работата на научно-истражувачките проекти во институтот и во други сродни институции. Со оваа програма се гради кадар кој со својата подготвеност и компетентност може да се вклучува и во други видови студии со сродни студиски програми, особено на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа возможува проводност во двата правца на оние студенти кои ќе одлучат да го променат или да го видоизменат профилот на втор цикл студии, како и да се запишат на трет цикл студии по македонистика, што Институтот за македонски јазик Крстен Висирков ги реализира во соработка со Филолошкиот факултет Блажи Коневски и Институтот за македонска литература. Последниве 5 години беа исклучително динамични за институтот. Продолжи осипувањето на кадар. Имавме земјотрес и поплава, откорнати радиатори, руиниран амфитеатар. Денеска се наоѓаме во подновен институт, варосан, климатизиран, со нови радиатори во амфитеатарот, со нови компјутери, со нов софтвер, со услови за видеопрезентации во 2 простории, со нови печатачи, со нови прозорци и врати, со подновен амфитеатар и пробно озвучување, што наскоро целосно ќе биде во функција. Во очекување сме на ново партерно уредување и реновирани суви подруми. Во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, под покровителство на ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи професор доктор Никола Јанкуловски и со финансиска поддршка од Министерството за образование и наука,
Организиравме меѓународна тркалезна маса за македонската лексикологија и лексикографија. Минатата година остварихме прва официјална колективна посета на Институтот за српски јазик во Белград по цели 64 години и договоривме билатерални проекти. Направивме прва институционална посета на Качарево по 70 години од доселувањето на македонците во Вojvodina. Во март годинава бевме во работна посета на Институтот за јазици во Сараево, а резултат ќе биде утрешното потпишување повелба за соработка. Пред 10 дена потпишавме договор за соработка со Филозофскиот факултет во Ниш. Последниве години Институтот го посетија амбасадорите на Украина, Франција, Хрватска и Русија и ја поддржа научната дејност на вработените. По разни поводи не посетија најбитните луѓе од политичкиот, општествениот, научниот и академскиот живот на земјата. Во овие бурни времиња за Македонија, Институтот беше вклучен на повеќе начини. Во оваа сала, академик Виктор Фридман одржа предавање за јазикот во бомбите, а заменик министерот за правда зборуваше за законот за употреба на јазиците. А Институтот, заедно со Советот за македонски јазик, во јуни годинава одржа конференција за статусот и корпусот на македонскиот јазик. Во меѓувреме, традиционалните денови на Благој Корбин под раководство на професор доктор Снежана Велковска станаа меѓународни со меѓународна уредувачка редакција на зборниците. Утрешната конференција Јазикот и културата, состојби и перспективи со 30 учесници од странство е трета меѓународна конференција во организација на Институтот во оваа година. Во септември годинава 7 лингвисти од Институтот учествуваа на славистичкиот конгрес во Белград, носејќи го со себе зборникот со реферати од македонските лингвисти, што го објавивме како наше издание. За најголемиот дел активности последниве 2 години, како и за оваа конференција, средствата ги добивме од Министерството за образование и наука, а за издавачката дејност од Министерството за култура. Средствата ги трошиме исклучително доматински. Поведовме постојана практика за соработка и поддршка од бизнис, заедницата и општините. Годинешнава манифестација ја помогна Елен, Семос, Градски трговски центар, Тилекс, паркови и зеленило, ресторант Дион и општина Дојран. По минатогодишната општина Центар, струми се во 2016 година. Почитувани. И најубавата зграда е пуста без луѓе. Неполна година со нас е младиот научен работник, примен по пауза од 19 години. Многу се гордееме со него. Чекаме вработување за доктор по филолошки науки од областа ономастика. И за 1 до 2 доктори на науки од областа современ македонски јазик. И уште за најмалку 12 асистенти. Научниците се упорни луѓе. Ние од нашата 15-ка не се откажуваме. Почитувани. Почитувани. Ние, вработените во институтот, сме пред се патриоти. 12 години не ни се зголемени платите. Со години не ни ги финансираат проектите. Но ние упорно објавуваме резултати од проектите и пишуваме книги. Време е за нови проекти, за правење корпус, за фаќање чекор со дигитализацијата и електронското издаваштво. Време е нашите изданија да станат достапни за светот. Ајде да се пофалиме на 70-тиот роден ден. Ви благодарам. А сега го повикувам министерот за образование господин Арбер Адеми да се обрати. Поверете. Благодарам, почитувана директорке, почитуван мој колега министр за култура господин Асаф Адеми, почитуван председател на МАНО академик Таки Фити, почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор
Никола Јанкуловски, почитувани професори, научници, драги пријатели, дами и господи. Со особено задоволство на сите вработени во Институтот за македонски јазик Крстен Исирков им го честитам јубилеот 65 години од основањето. Институтот за македонски јазик е единствена научна институција во Република Македонија во која на организиран начин се одвиваат истражувањата на македонскиот јазик, почнувајќи од Кирило-Методиевската па до современата состојба преку специјалистичките дијалектолошки, ономастички и лексиколошки согледувања. Институтот со години беше расадник на научни кадри и за други научни институции, но и центар за собирање на странските слависти. Институтот со години им ја нудеше собраната граѓа од своите картотеки на научниците од свет. Во една прилика, академикот Виктор Фридман, угледен славист со светско реноме од Соединетите Американски држави, напиша: Дојдов во Институтот за македонски јазик Крстен Исирков за прв пат пред многу години. Тогаш бев на постдипломски студии и тогаш се решив посериозно да го студирам македонскиот јазик. Сега сум постар, станав чичко професор и од вашиот институт имам видено многу добро и убаво и сакам да ви заблагодарам за се и сешто. Ова зборува за гостолюбивоста и отвореноста за соработка на вработените во овој колектив. Ви честитам за ова. Научниот кадар на институтот има учествувано во работата на фундаментални национални проекти од областа на јазикот. За толковниот речник на македонскиот јазик, Министерството за образование и наука на авторите им ја додели најголемата државна награда за наука Гоце Делчев. Последниве 2 години Министерството за образование и наука во рамките на своите можности финансиски ги поддржа капиталните инвестиции во институтот, како и одржувањето на меѓународните научни конференции. Денеска гордо влеговме во подновениот институт со најсовремена компјутерска опрема. Постдипломските и докторските студии, иако се од понов датум, веќе имаат своја традиција со завиден број успешно магистрирани кандидати. Министерството за образование и наука останува отворено за поддршка на научните и образовните планови на Институтот за македонски јазик Крстен Исирков, како институција со далекосежни резултати, чии што дела може да се најдат во речиси сите универзитети со развиени славистички студии во кои во известна форма е присутен и македонскиот јазик. Уште еднаш ви го честитам јубилеот и ви посакувам многу нови успеси и достигнувања. Ви благодарам. Почитувана директорка Елена Јованова-Кубилевска, почитувана министер Адеми, председател на Македонска академија на науките и уметности господин Таки Кути, почитуван ректор Никола Јанкуловски, почитувани професори, дами и господа. Дозволете ми на почеток да го изразам моето големо задоволство што денеска имам можност да ве поздравам накусо да ви се обратам на обележувањето на значајниот јубилеј 65 години од постоењето на Институтот за македонски јазик Крстен Исирков, институцијата која е афирматор и деценијски промотор на македонскиот јазик. Задоволството е уште поголемо што денеска се одбележува уште еден изведнадно значаен јубилеј 115 години од изјавувањето на книгата за македонските работи на мисијата и 25 години од смртта на Блаже Коневски. Денеска започнува и манифестацијата Отворени денови на Институтот за македонски јазик Крстен Исирков.
во наредните години ќе биде местото каде професорите и лингвистите ќе имаат можност да ги презентираат најновите истражувања во областа на јазикот. Почитувани присутни, јазикот е значаен сегмент од целокупното културно наследство на еден народ. Токму затоа, сакам да истакнам дека како и досега, така и во иднина Министерството за култура ќе продолжи со подршка на проекти кои ќе значат голема одговорност во промовирање на македонскиот јазик. Во оваа прилика би сакал да ја нагласам успешната соработа на Институтот на македонски јазик со Министерството за култура, со чија подршка беа реализирани голем број на проекти, меѓу кои беа и издавањето на фолклорниот речник, потоа издадена електронска верзија на правописот на македонски јазик, бесплатна верзија, за прв пат достапна до сите. Владата на Република Македонија донесе одлука со пакет од 11 мерки за унапредување на македонскиот јазик, а беа подготвени и усвоени законски измени по Законот за употреба на македонскиот јазик. Во оваа смисла би сакал да го изразам моето уверување дека во иднина со поддршка на Институтот за македонски јазик ќе реализираме бројни проекти со кои ќе демонстрираме нашиот однос кон јазикот, неговата заштита и промоција. Почитувани присутни, сосема на крајот, во оваа прилика на сите сегашни вработени, на сите оние кои во минатото биле дел од оваа научна институција, сакам да им дочеститам јубилејот и им се заблагодарувам за сите нивни напори во реализацијата на важни и големи проекти, кои се од особено значење за заштитата и промоцијата на македонскиот јазик, наука и култура. Ви благодарам. Благодарам, ректоре. Имаме ретка можност да ни се обрати председателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Таки Фики. Повелете. Почитуван професор доктор Елена Јованова Груевска, директор на Институтот за македонски јазик Крстени Сирков, почитуван господине министре Антон Адеми, министар за наука и образование во владата на Република Македонија, почитуван господине министер Асаф Адеми, министер за култура во владата на Република Македонија, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Никола Јанкуловски, почитувани професори, почитувани научници, истражувачи, декани, драги пријатели, почитуван господине Трајко Стаматовски, еден од доајените во науката за македонскиот јазик и долгогодишен директор на овој институт. Дами и господа, драги пријатели, имам особена чест и задоволство да ви се обратам од името на Македонската академија на науките и уметностите, да ви го честитам големиот јубилеј, 65 години од основањето на Институтот за македонски јазик Блаже Коневски, и да ви посакам успешна и плодна работа во престојниот период. Исто така сакам да ви посакам успешна и плодна работа на отворените денови на институтот, кои што се во тек, ќе теча се до 9 ноември, и особено да ви посакам плодна и успешна дебата на меѓународната конференција Културата и јазикот, јазикот и културата се извинувам, состојби и перспективи. Почитувани 65 години постојање и работа на една врвна, проминентна научна институција, како што е Институтот за македонски јазик, не е мала работа. И се разбира, ова не го велам заради некаква куртуазија, која е вообичаена во овакви пригоди кога одбележуваме значајни настани. Тоа го велам, почитувани колеги, заради фактот што зад вас стојат 65 години плодна научно-истражувачка работа, исполнета со научно творештво, ентузијазам и самопрекор, со дела на преада на творци кои што се вградиле во темелите на Институтот за македонски јазик Крстени Сирков. Жив пример е професорот
Трајко Стаматовски, кој што е здрав и жив и денес присутен овде со нас. Своевремено во 1953 година институтот беше формиран, како што кажа директорката, со основна цел и задача сестрано и комплексно да го истражува врз научни принципи македонскиот јазик. Нема сомнение дека институтот постигна врвни резултати во истражувањето на јазикот, во развојот на јазикот и во неговата меѓународна афирмација. И тоа е за поздравување, за тоа говорат и фактите, кои што овде беа споменати. Голем број на многу значајни и релевантни научно-истражувачки проекти од областа, голем број на изданија, практички богата, многу диверсифицирана издавачка дејност, огромен број на научни конференции, симпозиуми, домашни и меѓународни, повторно од областа на јазикот, културата и пошироко од областа на словенските јазици, плодна меѓународна соработка со проминентни странски институции од оваа област и така натаму и така натаму. Почитувани Македонската академија на науките и уметностите, односно незиното оделение за лингвистика и литературна наука и незиниот истражувачки центар за ареална лингвистика обрнуваат големо внимание на научното истражување на јазикот. Јазикот, културата, нашата традиција и посебно се дел од мисијата на Македонската академија на науките и уметностите. Во оваа пригода сакам да ве потсетам дека своевремено МАНУ, заедно со факултетот Блаже, филолошкиот факултет Блаже Конески, Институтот за македонски јазик, со поддршка на Советот за македонски јазик и на Министерството за култура, склучија меморандум за соработка, односно за научно истражување и обработка на македонскиот јазик. И во рамките на овој меморандум предвидени се неколку многу значајни, долгорочни научни проекти, кои што во иднина треба целосно да се реализира. Јас би сакал соработката меѓу споменатите институции во иднина да биде многу посилна, многу поинтензивна, многу побогата. На крајот на куштата мислам дека тоа е наша одговорност, тоа е наша обврска, тоа е наша задача. Да завршам со пораката дека сум цврсто убеден дека најефикасниот механизам за одбрана, развој и понатамошна меѓународна афирмација на македонскиот јазик е неговото научно истражување, континуирано, постојано. И тоа мора да го прават најкомпетентните институции, учувајќи го тука Институтот за македонски јазик. Уште еднаш да ви е честит јубилејот и се неубаво благодарам. И да му пожеламе да ни е жив и здрав и за 70-тиот роден ден. Повелете. Почитувани високи представници на државниот и на научниот живот на Република Македонија. Почитувани љубеници во македонскиот литературен збор, драги колешки и колеги.